Два дена тука во Струга почнува најголемата светска поетска манифестација Струшки вечери на поезијата. По тој повод мој денешен гостин е Никола Кукунеш, директор на Струшките вечери на поезијата. Добро утро, Кукунеш. Ви благодарам што сте дел од утринската програма. Добро утро и вам и поздрав до вашите гледачи. Верувам дека се е подготвено за 65-тото издание на Струшки вечери на поезијата, но најпрвен ајде да ја решиме она дилема зошто после 65 години манифестацијата наместо во август се одржува сега. Датумите на одржувањето на оваа манифестација никогаш не биле фиксни, туку тие од време на време доживувале своји промени, така што и оваа година одиме со едно поинакво издание, имено наместо кон крајот на месец август, годинашното издание е на крајот од месец јуни. Затоа постојат низа причини, меѓутоа ќе тргнам од символичната, а тоа е дека точно на 24 јуни, денот на отворањето на Струшките вечери, на нивното 65-то издание, се навршуваат 165 години од објавувањето на капиталното дело на македонската литература од ерата на преродбата, зборникот на браќата Миладиновци. Имено на 100 годишнината од овој јубилеј се одржани првите Струшки вечери. Тоа значи дека тој континуитет од 65 години наваму се должат токму на овој првичен датум на издавањето на капиталното дело во Самобор крај Загреб во далечната 1861 година. Другите причини се врзани повеќе за рационални нешта, како што е економскиот аспект, бидејќи цените за сместување и за патни трошоци кои што им ги покриваме на дел од поетите се далеку пониски во овој период. Понатаму бучавата во градот и во сместувачкиот објект каде што се наоѓаат поетите е исто така помирен и порелаксиран. Значи доволно причини за да се помести. Големите фестивали во Европа се случуваат во овој период, така што и звучни имиња од било каде во светот можеме да ги најдеме на европско тло и од тука нам како организатори полесно да ги донесеме на Струшките вечери, за разлика од периодот во август кога нема такви големи настани околу нас. И тоа значи дека и самото носење на видни поети и професионални гости нам ни го оптеретува буџетот. Дали беше тешко годинава да се одлучите кој ќе биде лауреат? Избравте холандската поетеса, така? Да кажеме за кого станува збор. Холандската поетеса Анеке Брасинга е овогодишен лауреат на Струшките вечери на поезијата. Процедурата за нејзиниот избор е, да кажам, стандарден за начинот на кој што се избираат лауреатите, венценосците, така што жири комисијата која што одлучуваше за доделување на ова награда ги одржа сите неопходни состаноци и мислам дека со голем консензус беше избрана токму годинашната добитничка. Дали има промени во програмата, што предвидува, да кажеме, почнувајќи од среда па натака? Оно што нам ни беше најважно е да вратиме еден ден кој што во меѓувреме се изгуби од фестивалските денови, така што годинешното издание наместо во четврток ќе почне во среда. Тоа значи дека имаме еден ден плюс, тоа значи дека имаме низа настани плюс со кој што ќе можеме да ги удостоиме и гостите кои што ги каниме на фестивалот, меѓутоа и сите оние љубители на поезијата кои што сакаат да земат дел од овие настани. Генерално во текот на целата манифестација ќе бидат одржани околу 40 настани, што секако не е бројка за подценување. Така. И да кажеме дека на крај дека досега има некаде околу 5000 учесници на Струшки вечери, но имате и богат библиотечен фонд, така? Така е. Во текот на овие 65 години на Струшките вечери продефилирале над 5000 звучни имиња од светот на поезијата, така што тие оставиле свој трак овде кај нас, бидејќи издавачката дејност, која што е исто така дел од оваа национална установа, има фонд на книги со кои што можеме да се пофалиме. Годинашното издание ќе го краси една бројка која што исто така не е за подценување. Од печат излегуваат 14 книги кои што
во многу нешта и со многу нешта квалитативно ќе го збогатат овој наш библиотечен фонд. Благодарам, Кукунеш, ви посакувам многу успех. И благодарам и вам. Ако имате некое прашање, повелете. Јас ви благодарам исто така, ние во интерес на времето тука некаде ќе ве поздравиме, Струга е прекрасна и денот е многу убав, да. Поздрав и до твојот соговорник Росица, до некое следно слушање ве оставам во добро расположение и многу среќа со престојната туристичка сезона посакувам, а и успех на ова 65-то издание на Струшките вечери на поезијата.